што најавивме уште на почетокот на годината, дека оваа година ќе биде година за паметење и така испадна, прво врнежи, влажна година, па потоа сушна година еве настапи како што имав изјавено на 23 февруар почеток на оваа година. Со мојата програма, значи се виден невиден ефект, НК12 значи мора да оди во соодност за да не се стиснува едниот со другиот, аминокиселините значи за раст и морските алги за претрпување на стресот. Исто така амелгеролот кој е аустријски и е врз база на растителни микроорганизми и растителни хормони за раст и за претрпување на стресот со есенцијални масли. Добро познатиот есера тобако, кој е врз база на зеолит и ги има сите попратни макро и микроелементи, но зеолитот значи е за одржување на синтезата и фотосинтезата на самата култура. Имаме новитет во нашата програма, односно терабиоза. Терабиозата е врз база на 19 живи организми кои нема никакво штетно влијание, јас можам тоа да го кажам. Значи, ова може да се пие и за здрав имунитет кај секоја личност, дури кај здрави личности, но и личности заболени од попратни болести и зајакнување на имунитетот. Исто така можам да ја отстапам место да го објасни овој производ нашата представничка од Македонија, а иначе ова е производ од Данска. Јас сум Христина, застапник на оваа микробиолошка универзална мешавина со данско потекло. Застапништвото го има фирмата Биокулт. Се работи за дански производ. Зошто реков универзална микробиолошка мешавина? Затоа што повеќе наменска е примената на терабиосата. Пред се би напоменала дека нејзината главна улога во ова ја има прехраната, што таа ја овозможува развојот на микробиолошката структура во почвата, поточно поттикнување на целокупната плодност во почвата со додатокот на тие микроорганизми кои се вградени во составот, но покрај таа компонента на прихрана, она што ја прави посебна терабиосата и за кое што треба да бидеме благодарни што ја имаме во Македонија е тоа што покрај прихрана истовремено е комплетна, нуди заштита на секоја земјоделска култура. Значи применлива е во градинарски култури, индустријски култури, житни култури. Воопшто, кога се размислува за терабиоса, се размислува растение, култура и терабиоса, без оглед за која култура станува збор. Битната компонента е прехраната и рековме заштитата. Она што мене посебно ме воодушевува во составот на терабиосата е нејзината комплетна покриеност на заштита. Значи заштита, посебно на ваква екстремна година, како што кажа Ели, развојот на габичната инфекција беше многу битна компонента заштитата. Претходно, ако не беа заштитени или ако се заштитиле, добро направиле земјоделците, ако не биле заштитени, ги трпат последиците од тоа. Габичната инфекција е она која што е најзастапена како фактор кој допринесува за некомплетно земјоделско производство и воопшто не станува збор за рентабилно земјоделско работење и производство. Битна компонента е тоа што ја покрива и бактериската инфекција. Со јакнењето на имунитетот на растителната култура се покрива и вирусните инфекции кои можат да го нападнат растенијата, што значи дека заштитата е комплетна.
Воедно е, значи фунгицид со сите антимикотични средства во терапиосата, инсектицид, делува врз сите инсекти, санира добровошка, истовремено во рана пролет, кога може да се третира и семето на плевелот во зародиш, тогаш делува и како многу добар хербицид, за да нема понатаму појава на затребување. Тоа што сакав да го кажам е и што воодушевува кај терабиосата е токму биолошкиот состав. Значи не постои никаква хемиска компонента во составот на терабиосата. Значи исклучително микроорганизми, добро одбрани, јаки соеви и точно знаеме кои микроорганизми, тоа се пробиотски култури, одбран вид, кои кога се внесат во почвата вршат комплетна заштита на тој дел што може пробиотиците да заштитат преку развојот и создавањето на млечната киселина. Биолошки синтетизираната млечна киселина е една од најмоćните стерилизатори кои постојат од секогаш постоеле во човештвото. Не постоело порано средства, било какви за заштита и така натаму. Нашите пред се заштитувале со пробиотски култури кои ние ги одгледуваме во домашни услови, секој создаваме, правиме расолница и така натаму. Е само што овде во терабиосата се тоа лабораториски издвоени јаки соеви на микроорганизми, тие пробиотски култури кои создаваат добра концентрација на млечна киселина, која што се додека преовладува таа во почвата, не постои опасност од заболување на растението. Покрај тоа, во терабиосата има екстра додадено биолошки материи кои се екстрахирани на биолошки начин, сосема безбедно, без никакви хемиски третмани дополнителни или било какви начини на издвојување, на екстракти од билки кои се природни всушност, антимикотици, инсектициди и вршат комплетно санирање. Ние нема потреба да се секогаш размислуваме дека треба Бог знае што да примениме за да се заштитиме. Секоја заштита е околу нас, само треба добро да ја препознаваме и да ја знаеме. Дали може специфично да се наведе за кои култури може да се користи, со оглед на тоа што пелагонија, особено при лепскиот дел, култури кои што се најзастапени се тутунопроизводството, градинарството и житните култури? Како што веќе нагласив, треба да се размислува култура и терабиоса. Применлива е кај сите, меѓу кои што и тутунопроизводството има големи бенефити од примената на терабиосата. Затоа и Елија проширува програмата, затоа што парираме ние со се што е органско, можеме да се фузираме и можеме да бидеме дополнување, но посебно врз тутунопроизводството е во нашите услови е поволно, нема да доведе никогаш терабиосата преку развојот на воздушниот режим и капиларниот систем кога ќе го развие во почвата. Создава во почвата ситнозрнеста структура, со тоа се регулира и водновоздушниот режим. И го развиен тој капиларен систем со добро развиен коренов систем претходно, кое што исто се постигнува со терабиоса или во комбинација со другите органски препарати кои што се нудат во аптека в Италија, кореновиот систем тогаш е способен да го прими, да ја прими водата и од и сите хранливи материи, да ги вшмука и од најдалечните места, од тие капиларни цевчиња кои што во почвата треба да се формираат со додавањето на терабиосата, така што во вакви екстремни услови на високи температури или ниски температури културата потполно може да се справи. Во текот на вегетацијата колку пати е најдобро да се нанесува терапија? Видете, кога се посматра терабиосата и земјоделското производство, реколтата започнува од есен. Тоа значи дека есенскиот третман за апликација на терабиоса во почвата и за орување, длабоко за орување,
најпожелно затоа што од тука започнува реколтата и со тоа вршиме ние комплетна дезинфекција и уништување, стерилизација на почвата, уништување сите гнездилишта на патогени микроорганизми, за да потоа кога ќе следува пролетниот третман врши уште една дополна на се што заостанало и што не се уништило, е патогена микрофлора и предизвикува инфекција и безбедно можеме да го посадиме посадочниот материјал и да биде се во ред. Во текот на вегетацијата? Инаку во текот на вегетацијата, всушност во текот на целата таа реколта се нанесуваат 120 до 140 литри на терабиоса. Тоа значи 5-кратно нанесување на секој 35 до 40 дена би требало да обезбеди комплетна заштита на земјоделската култура и почвата и прихрана истовремено и значи мора да се следи тој континуитет.